Дека верата доаѓа од слушање на Божиот збор. И когато ви кажат, че пастор отпаднал съм, пастор слаб съм, пастор някакви си имам проблеми. Кога некој ќе дојде и ќе каже пастор јас ослабнал, пастор паднал во верата, имам проблеми вакви или онакви. И аз разбирам, че той или не слуша Библията, за мене е тоа повеќе од јасно дека или тој не ја слуша Библијата, или не я чите, или воопшто не ја чита. Така че тази вечер ви имате привилегията да чуете Божие Слово. Но ете, вие ја имате таа привилегија ова вечер, да го слушате Божиот збор. За да дойде вяра в живота ни. За да може да дойде вера во вашиот живот. Защото без вяра ние не можем да угодим на Бога. Видејќи како што Писмото вели, без вера не е можно да му се угоди на Бога. И четем, зачитаме. Ќе читам. Ще го четеш цялото? Или аз ще читая, защото искам да спирам някъде. Добре. И тъй, ако има някое насърчение в Христа, или някоя отека от Неговата любов, или някое обещание на Духа, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като си единомислени, като имате еднаква любов, един дух и една цел. И така, ако има некаква утреха во Христа, ако има некакво охрабрување од љубов, ако има некаква заедница на Духот, ако има некакво внатрешно сочувство и сомилост, исполнете ја мојата радост и мислете исто, имајќи ја истата љубов, еднодушни со мисли насочени кон него, кон едно паметно. Така, тук искам да спрем. Овде сакам да застанам за еден момент. И въпросът е следния. Кое насърчаваше Павел да продължи, кое насърчаваше Божието дело да расте? Значи, што е тоа што Павел го охрабруваше да продолжи, што е тоа што го беше охрабрен за Божието Слово да расте и да напредува? Първото беше, че те трябваше да бъдат единомислени. Значи, она што Павле го правеше, не охрабруваше црквата за да може да расти, и прво што тој го направи беше да бъдат единомислени. Да бидат едномислени. Какво значи това за теб? Що това всъщност значи за тебе? Едномислени. Сега, много хора казват, че не можем всички да бъдем в една мисъл. Знам дека повеќе луѓе би рекле, не можеме ние сите да имаме една мисла. Но кое не събира в едно? Но оне што не собира во едно, не е ли Божието Слово? Зарем не е тоа Божиот збор? Значи, што е тоа што ме збира на едно место тука? Божиот збор? Не е ли Исус Христос? Зарем не е тоа Исус Христос? Или сватбата с козарите? Или сватбата, односно музичарите од Козарево? Или сватбата с кристали или пресветление? Или тоа е, не знам, сватбата каде што свират Прилепски звезди или кристали од Бугарија. Защото светът знае как да бъдат единомислени. Види, светот знае, умее како да станат едномислени. Те вървят по улицата, едноставно само ќе си шетаат из улица и му казват: "Ей, какво правиш, бе?" И ќе му рече едниот на другиот: "Але, здраво, што правиш?" "Ай, бъде с мен, чуем ми на една сватба." "Ајде отидеме тука, близко, не е много далеко, има една сватба." И той каза: "Чакай малко, сега ще взема GSM, се обадя на другия приятел." Само един момент, да го искам на моят мобилен телефон, ќе му сега на моят приятел на другия и той ќе дойди со нас. И он е казва: "Аз сега ще дойда, обаче взема още трима с мен." Значи, што е поента да се? Јас ќе дојдам, ама со мене ќе дојдат, ќе земам уште тројца други. И в този момент станаха 20 човека. И најдеш ствари ги гледаш од еден стана веќе 20. Само за 10 минути. А сето тоа збикнува само за 10 минути. А Божите хора им трябва 10 години, за да бъдат единомислени в една църква. Но за жал на Божиот народ му треба 10 години во една